Председателот на СДСМ Венко Филипче испрати официјални писма до Европската Унија, Европската комисија, Европскиот парламент, известувачот за Македонија, како и амбасадорите на земјите членки на Европската Унија за сериозно нарушување на демократскиот и уставниот поредок од страна на Христијан Мицкоски. Подолг период сведочиме на системско подкупување на поделбата на власта, владењето на правото и основните принципи на уставноста. Постои реална и основана загриженост дека извршната власт спроведува координирана стратегија за навлегување во судската независност, што укажува на јасна и системска инсталација на авторитаризам. Стои во писмата. Писмото доаѓа откако завчера Мицкоски изјави дека има чувство дека наскоро бивши високи функционери на СДСМ и блиски до нив ќе се соочат со законот, на што од опозицијската партија најпрви реагираа со серија од пресконференции, а сега и на овој начин. Во меѓувреме, денес премиерот Христијан Мицкоски не само што ја ублажи реториката, туку и ја засили изјавувајќи. Имате чувство дека можеби ќе има прогон во поранешни функционери од сегашната опозиција. Денеска ја добивме информација дека лидерот на опозицијата Филипче испратил писма до сите официјални институции во Брисел, на Европската Унија, но и до сите амбасадори во земја. Ваш коментар? Па добро сега, секој има право да се допишува и да се праќа писма. Но моите чувства се посилни. Кулминација на ова е поднесената кривична пријава од страна на СДСМ против Мицкоски. СДСМ денес поднесува кривична пријава против Христијан Мицкоски за кривичните дела: злоупотреба на службена должност и овластувања, член 353 став 1 од Кривичниот законник; повреда на рамноправноста на граѓаните, член 137 став 1 и став 2 од Кривичниот законник; загрозување на сигурноста, член 143 став 1 од Кривичниот законник. Потрошувачката на горива константно расте, особено во пограничните региони во државата, но ризик од недостаток нема, потврди и денес премиерот Христијан Мицкоски. Притисокот е најголем на северната, јужната и западната граница. Зошто? Затоа што кај нас се убедливо најефтини и дизелот и безоловните горива. Кај нашиот јужен и западен сосед цената веќе доаѓа за дизел горивото во висина 2,2 евра по литар. Кај нас е на 1,52, 1,53, значи повеќе од 0,6-0,7 евра по литар поевтина. И исто така на северната граница, таму да речеме во соседна Србија, мислам негде околу евро 85 дизелот, што е негде отприлика 0,3, односно 30 центи по литар поевтина. Иако состојбата се менува на дневна основа, горива сигурно ќе има, вели Мицкоски. Состојбата со нафтата и нафтените деривати, дизел горивата, безоловните бензини, керозинот и така натаму, се во исклучително добра состојба. Ние како држава во овој момент не гледаме во ланецот на снабдување било какви предизвици. Во постојана координација сме со снабдувачите и од тој аспект ние не гледаме опасност за нашите граѓани и за нашите бизниси. Има доволно количини и во државните резерви, но и во цевководот, кој што го поврзува Солунското пристаниште со рафинеријата Окта, кој што е веќе функционален и оперативен. Во однос на цената, како ќе се движи и како таа ќе се формира? Ако е цената, да речеме, меѓу 800 и 1000 долара по тон, тогаш е 1 денар намалувањето на акцизата по литар. Ако од 1000 до 1200 долара по тон е 2 денара, ако е над 1200 долара по тон, тогаш е 4 денара. И мораме да се движиме во рамките на тој закон, бидејќи поминуваат првите 15 дена, првата половина од месец април. Денеска ги чекаме пресметките како се движела цената на плац Италија и врз основа на тоа така и регулаторна комисија ќе и препорачаме како влада да се однесува кон акциз. Во меѓувреме траат преговорите со Окта, која во целиот овој кризен период дополнително ги намали цените на горивата за 3 денари по литар. До овој момент шпекулативно однесување на трговците во однос на цените речиси нема и тие се коректни, но состојбата се следи константно. Ова е став на премиерот Христијан Мицкоски во однос на цените во маркетите. Многу беше важна онаа средба на почеток
кога имавме со сите ланци на маркети, кога предупредивме дека не треба шпекулативно да се однесуваат и мислам дека до сега имаме фер плей однесување, не се однесуваат шпекулативно, односно не ги зголемуваат маржите, туку напротив ги намалуваат бидејќи волуменот им се зголемува. За извештајот на Министерството за економија и Државниот пазарен инспекторат за движењето на цените во февруари и март, каде најголем скок на цените има кај зеленчукот и јајцата, Мицкоски изјави. Многу внимателно ги следиме тие производи и во зависност од тоа како ќе се движат, така и ќе реагираме. Ние имаме на располагање можност ДДВ од 5% да го направиме на нула. Затоа што маржата која што ја имаат и дистрибутерите и продавачите според нас е под 15%, според нив е под 10%. Доколку на пазарот се случат за граѓаните негативни ценовни тенденции, Мицкоски потенцира дека механизам има, а тоа е алатката намалување на ДДВ од 5% на храната за овие производи. Растот на прометот во индустријата во овие економски услови е солиден, изнесува 3,5% и е неколкукратно поголем од земјите во регионот, но и од повеќе земји во Европа, изјави денес премиерот Христијан Мицкоски. Ова влада 6 квартали поред има просек раст на бруто домашен производ од 3,5%. Но во услови кога растот во ЕУ е под 1%. Некој ќе каже имало периоди кога растот бил и 5,5 и 6%, но да, тогаш и растот во рамките на Европската Унија бил идентичен, 5,5-6%. Сега имаме повеќе од 3,5 пати поголем раст од оној просечниот што е во ЕУ, 6 квартали зборувам поред, и тоа за нас представува инспирација дека добро ги тераме работите. Сега не велам одлично, секогаш може подобро, но сега за сега имајќи предвид глобалната ситуација, мислам дека добро се терат работите. Мицкоски посочува и слаби точки. Тоа е слабата активност на дел од рудниците, иако има и такви структури во општеството кои што би сите рудници да се затворат и оние кои што ги исполнуваат сите еколошки стандарди и на тој начин да банкротираат државата за да добијат грант повеќе, има и такви. Еве, гледам реакција одно после стратешкиот рудник за Антимон кој што е светски конкурентен, се појавија некои такви. Одма да критикуваат за да добијат грант повеќе и да ја кодоше државата и оваа влада, но овој пат мислам дека на тврд орев ќе налетаат, нема да се повлекуваме затоа што тоа е иднината. Ако сакаме да имаме држава, тоа е иднината. И второ, она кое што мене ми е важно покрај рудниците е да се стабилизира делот на производството на електричната енергија. Изјавите на Мицкоски коинцидираат со извештајот на Државниот завод за статистика во делот на растот на индустриското производство и кој е 3,5% во услови на силна економска и енергетска неизвестност. Просекот на 5 најразвиени европски земји е околу 1% раст на индустриското производство. Политички шпекуланти и неработници се против законот за високо образование. Си ги чуваат местата без да работат и бараат плати повисоки од 2000 евра. Вака премиерот Христијан Мицкоски ги опиша противниците на законот за високо образование кој влегува во владина процедура. Тие во суштина се плашат од новите критериуми за избор во звања. До сега работевме по законот од 2018 година и нашиот најстар, најреномиран, би рекол, универзитет во моментот Свети Кирил и Методи, на Шангајската листа падна 1000 места. Уствари, не знам и дали воопшто е рангиран. А едно време беше рангиран. Сега тие сакаат да работат еден ден во неделата, сакаат плата 120-150 илјади денари, а не сакаат еден труд да напишат годишно. Што им е работа? Еден труд. Не сакаат еден труд да напишат. Како тоа изгледа, Мицкоски објасни сликовито. Тоа е исто како јас сега, како претседател на владата, да доаѓам на работа пола ден во неделата и да барам да имам 10 пати повисоки примања и да не одговарам за ништо во државата. Тоа не иде така. Оваа влада ги покачи платите како резултат на колективниот договор двојно кај универзитетските работници. Во основа се работи за следново. Но суштината е таа. Не сакаат да работат. Сакаат да имаат 6 часа неделно, да ги затворат во еден ден,
Сакаат 120, 130, 150.000 денари плата и ниеден труд да не пишуваат. Ниеден научен труд да не напишат. Тоа не може повеќе да биде. Во врска со овој закон, вчера средба во владата има министерката за образование и наука Весна Јаневска и 7 ректори на универзитетите кои едногласно дадоа поддршка за него. Апелацискиот суд во Штипја одби жалбата на апелацискиот скопски судија Ѓоко Ристов за укинување на куќниот притвор. Според одлуката, тој останува во домашен притвор и во понатамошна постапка. Ѓоко Ристов е обвинет за противзаконско стекнување на имот, а на пошироката јавност се стана познат откако адвокатот и поранешен државен правообранител Фехми Стафа беше фатен со 25.000 евра примени пари како подкуп од сестрата на Љупчо Пецов, во јавноста познат како Ѓаволот, за Ристов наводно да го укине неговиот ефективен притвор. Ѓаволот се сомничи дека е дел од голема шема за даночно затајување во висина од речиси 8 милиони евра и за слични активности на правосудните органи и е познат претходно. Паралелно, полицијата истражуваше и по налог на обвинителството, изврши претрес во домот на родителите на Ѓоко Ристов во Неготино и во ѕид на куњата пронеде 350.000 евра. Токму овие 350.000 евра го направија Ристов општо познат во јавноста, иако тој и неговата одбрана тврдат дека овие пари немаат никаква врска со него, туку се на неговите родители и се стекнати од продажба на земјиште наменето за фотоволтаици. Пред денешното рочиште на апелација, неговиот бранител, адвокатот Звонко Давидовиќ, изјави: Каква одлука очекувате од апелација? Судот ќе го каже, ние ќе ги изнесеме нашите аргументи, што ќе реши ќе видиме. Кои се вашите аргументи за вашиот клиент да биде ослободен? Опасност од бегство апсолутно не постои. Точка 2 и 3 да влие на сведоци, на вештаци не може, затоа што истрагата е завршена, обвинителството ни даде известување, така да тоа се аргументите кои што ќе ги дадеме пред судот. Во меѓувреме, адвокатот Фехми Стафа призна вина и се спогоди со обвинителството за ефективен затвор од 15 месеци, кои треба да се потврдат низ судска одлука. Врз основа на обезбедените докази, Ојо Гок денес поднесе обвинение против судијата од апелацискиот суд за наведените кривични дела, соопштија денес од основното јавно обвинителство. Во диаспората живеат 2,2 милиони албански граѓани, а од нив над 1,1 милион се мажи, а над 1 милион се жени, се наведува во извештајот на диаспора на Албанија на Институтот за статистика, посветен на бројот на албански граѓани што живеат во странство. Најголем број албански иселеници има во Италија и Грција, пошто следат Германија, Франција и Велика Британија. Според податоците на Инстат, околу половина од дозволите за престој во европските земји се доделуваат за семејно обединување, проследено со причини за вработување, а потоа и за студирање. Бугарската агенција за безбедност на храната ги суспендираше активностите на фабриката за производство и преработка на месо во пловдивското село Радиново, откако инспекцијата откри бројни прекршувања на хигиенските барања и недокументирано месо, објавија инспекторите за храна. Вкупно во 3 фрижидери се пронајдени речиси 36 тони разни видови месо без можност за следење или со истечен рок на траење. Инспекторите констатираа лоша санитарна, хигиенска и технолошка состојба на залихите, технолошката опрема, ладилниците и околниот терен. Трговските центри Big Fashion во Подгорица и ТК Плаза во Будва беа евакуирани поради закана со бомба. Полициската управа соопшти дека дојавата дошла преку е-пошта, во која се наведува дека експлозивни направи се поставени во 2 објекта во трговскиот центар во Подгорица и трговскиот центар во Будва и дека тие ќе бидат активирани. Порано денес, 3 трговски центри во Загреб, како и училиште и неколку институции во Зеница, исто така добија закани со бомба. Страшна трагедија го потресе Косово откако 3 лица го загубија животот во пожар што избувна во стамбена зграда во населбата Мирдита во Малишева. Како што потврди портпаролот на полицијата во Ѓаковица, Шермет Елезај, жртвите биле пронајдени во објектот по дојавата за пожар околу 12 часот и 55 минути. Станува збор за едно возрастно лице на 35 години и 2 деца, девојче и момче на возраст од 9 и 12 години. Иако веднаш биле префрлени во Центарот за семејна медицина, лекарите само констатирале смрт кај 3 лица. Пожарот е локализиран, а полицијата врши увид на местото на настанот.
Во насока на подобрување на условите за живот на граѓаните, општина Македонска Каменица продолжува со реализација на конкретни инфраструктурни проекти на терен. Во населбата Цинкара, на улицата Церска, во тек е изградба на канализацијска мрежа, со која ќе се овозможи приклучување на десетина домаќинства. Паралелно со овие активности се работи и на уредување на градскиот базен, со цел негово целосно оспособување и подготвеност за користење во наредниот период. Продолжуваме со вложување во инфраструктурата, затоа што тоа значи подобри услови за живот за сите наши сограѓани. Ова се проекти што имаат реално и долгорочно влијание. Изјави градоначалничката на Македонска Каменица Сонја Стаменкова. Од општината најавуваа дека и во наредниот период ќе продолжат со активности насочени кон развој и подобрување на квалитетот на живот во Македонска Каменица. Општина Виница обезбеди 4 милиони денари од Министерството за локална самоуправа за реализација на проектот за набавка на комунална механизација и опрема со цел унапредување на квалитетот на комуналните услуги. Средствата се доделени во рамки на програмата за намалување на диспаритетите меѓу општините по претходно поднесена апликација од страна на општина Виница. Целта на проектот е навремено и ефикасно извршување на сите активности за летно и зимско одржување на улиците и патиштата, како и подобрување на останатите комунални услуги. Изјави градоначалникот на Виница Митко Костадиновски. Проектот опфаќа набавка на трактор со кабина и предни пологи, како и современа приклучна механизација, вклучувајќи предна даска за чистење снег, тракторска приколка со дупли канати, мултифункционална хидраулична рака и тракторски ножици за кастрање гранки, наменети за одржување на јавните површини и уредување на вегетацијата покрај сообраќајниците. Општа е оценката на сите посетители денеска на пазарот со кои што разговаравме дека Великден си го направи своето, дека се повеќе истрошени од минатиот петок и дека малку помалку купуваат за разлика од минатиот пазарен петок. За тоа ни кажуваат и граѓаните, меѓутоа за тоа го потврдуваат и самите пазарџии. Велат се купува колку само да се помине неделата и ништо повеќе. Всушност, еве ги нивните мислења. Истрошивте ли за Великден? Да. Да, ние сме пензионери и истрошим се. Отиде, Па малку повише. За Великден, а? Да. Остана ли нешто за денес? Па остана. Има, остана. Гледам дека малку сте позарили, да не се истрошивте за Великден. Па да, веćinom да, сите сме така. Истрошени? Да. И сега што правим? Сега ќе чекаме пензии и плати. Готово истрошено е. Истрошено е па. Сега што правим? И што правиме? Ништо. Ќе чекаме пензии. Пензија, друга пензија. Ништо. 1000 dinara е 100 dinara. Остане ли нешто за... Па ќе остане, мора да остане. Малку, ама не. Па малку се. Пазарџиите го делат мислењето на граѓаните. Не се изненадени од намалениот интерес за трошење пари, но велат дека и присутноста пред пазарните тезги е битно намалена. Ма нема народ, нема кој да купе. Тука е проблемот. Да не е пост великденски, за Великден се истрошија. Па сигурно за Великден се потрошија слабо, финансии нема потрошни. Искрено кажано, сега помалку. Не е тоа, да речеме тогава по 4 кила каставици, пиперки, 2 кило и пол, патиџани 2 кила. Сега скромно по кило, ама важно купува. Са е помал, да кажеме, некни пред Великден беше и сите беа дома, по-добро беше. Ама добро е. Да не се истроши. Па се истрошни нормално и скапа е робата. Ниту намалените цени на отделни производи пред се од зеленчукот не беше доволно примамливо за и онака истрошениот джеп на посетителите. Ако ги споредиме празничните цени и сега имаме драстичен пат на цените, особено каставичка. Да денеска е 70 денара, може некаде и 60. Не Колку беше минати? Беше 140, па 120, па 200 беше. Сега е 70. Што е со пиперот, со доматите, со... Исто така, како пиперот има исто пат. Овој пипер беше пред неколку дена, пред празникот, 250, сега е 200. Овој беше исто 250, сега е 200. За неполни 2 недели, за граѓаните предстои уште еден финансиски предизвик – првомајските празници. Дали нешто за не дај Боже е оставено од пари настрана за 1 мај да се одбележи, или за тоа само ќе се прераскажуваат спомените од некои минати, но убави времиња. Тоа допрова ќе се види. Роботското куќе Спот доби награда што му овозможува да чита задачи и самостојно да ги извршува, без директно управување од страна на човек.
Новата функционалност беше демонстрирана преку низ за примери, вклучувајќи и задача за шетање вистинско куче. Овој 4-ножен робот кој компанијата Boston Dynamics првпат го представи во 2019-та, веќе се користи во индустријата за надзор на фабрики, инспекции и одржување. Најновата надградба дополнително ги проширува неговите можности, воведувајќи напреден систем за разбирање на околината и донесување одлуки. Утре времето претежно сончево и ветровито, температурите до 22 степен, ветрот со брзина од околу 35 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 40%. Температурите по градовите се следните. Штип 21 степен, Карбинци 22, Пробиштип 20, Чешиново Блешево 21, Кочани 22. Виница 21, Македонска Каменица и Делчево со по 20 степени, Пехчево 17 и во Берово максимални 18 степени. Православните верници утре се спомнуваат за светите маченици Агатопот и Теодол. Католиците на Еузебие.